Годината што изминува 2025-та ја одбележаа тешки настани и уште потешки прашања. Од Кочанската трагедија до корупцијата што го разјадува системот. Загадувањето како секојдневие, а одговорноста се уште е како исклучок. Што научивме и како понатаму. Вечерва во Директно разговараме со тројца, некои од нив мои колеги, некои луѓе со кои што заеднички делиме настани кои што ја одбележуваат не само оваа година, туку и минатата деценија. Бојан Шашевски, колега новинар, добар ден, добре дојдовте во студиото. Фала ти. Джен Урисени, исто така поранешен колега новинар, добар ден, добре дојдовте во студиото. Благодарам за поканата. Боријан Ефтимов од иницијативата Која следам, добар ден и за вас. Добар ден. Добре дојдовте. Да почнеме, ева вака, генерално. Ако треба да ја опишеме со неколку реченици 2025 година, што би значило тоа и како би го направиле тоа, Шашевски? Прво, генерално, прво да се заблагодарам на поканата за во ова празнично, се надевам дека не гледаат повеќе гледачи и ќе можат да сумираме, да дадеме некоја сумирање на се што се случуваше во 2025 година, која што беше доста тешка. Доста црна, не можеме да избегаме од прашањето пред да го не го спомнеме Кочани, мислам тоа е нешто што ќе се памети не сега и за 10, 20 и претпоставувам и за 30 и за 50 години, пак ќе се навраќаме на оваа страшна несреќа во Кочани која што зема 63 лица, главно млади, над 200 повредени и така насаму. Остави еден голем белег во коруптивните, ајде да речем, дејности у земјата што се случувале години назад и кои што ќе треба да се решаваат многу понатаму. Имаше и доста протести, други на малци се навративме нели на она што значи безбедност во градовите, Safe City, ама Safe City дојде како најава нешто дојде од претходна затоа што годишно ни се случуваат по 120 просечно годишно умираат луѓе од сообраќајни несреќи. Тоа значи дека годишно ни умираат по 2 дискотеки Пулс на улиците во Македонија, што е страшна бројка, не е занемарување. Дискриминација исто се уште ни се случува во доста пори во општеството, во образованието. Според антидискриминаторска комисија го гледав извештаите дека пишува дека во јавниот сектор дискриминацијата е толку голема, а во образованието која што треба да биде водилка и потпора и да речеме некоја од таму тргнува се буквално. Образованието во јавниот сектор е втората област каде што има највише дискриминација. Да не збориме колку сме слаби во образованието и така натаму. Но од друга страна ова е една страна на паричката. Од друга страна мене ми е фино што оваа година осетив дека имаше доста граѓански револт и тоа од млади луѓе. Посебно доаѓаше, се формираа многу нови иницијативи, а тука произлезе која е следна иницијативата. Да не ја спомнам Дошница која што донесе успеа луѓето со нивната храброст со месец, два месеци мислам дека беа на самата река, успеа граѓаните таму, машините си отидоа. Тоа за мене победа, мала можеби победа, можеби поради самите избори што доаѓаа, нели? Но сепак имаше победа. Стоп за вардарище во аеродром исто мораме да ја споменеме тука. Значи имаше иницијативи кои што правеа отпор и кои што на долг рок ми даваат некаква надеж дека општеството реагира, дека може да реагира особено што гледам неправдата што системот ја создава. Апсолутно, особено што видов млади луѓе доста и тоа ми дава мене некаква надеж од другата страна на паричката сега. И Сени, истото прашање е за вас. Па жалосно е што годината што ја оставаме заради нас, најмногу ќе памтиме со Кочанската трагедија, што беше колективен шок за сите нас. И трагедијата јасно покажува дека ваквите настани не се резултат само на еден пропуст или погрешна одлука, туку се резултат на синџир на пропусти, што сите овие години се дозволувало. Значи, тоа треба да биде поука и за локалната, и за централната власт, дека не треба да се дозволат системот да ги нормализираат ризиците, ваквите ризици, а наместо да ги спречат. Тука се спомнуваше и Safe City, што мислам дека е еден добра работа, да се спречат трагедииве низ
низ патиштава бејќи сме биле сведоци на алармантни шифри во минатото што резултира со фаталитет, значи со починети луѓе. Ова година се разбира дека ја одбележа и локалните избори, кои што беа еден од, како да кажам, најбитниот процес или вклучувања. Оној политички процес да донесе некои нови смерници или одредници. Донесе ли тој? Да. Донесе ли нешто ново? Донесе ли нешто ново? Само се потврди легитимитетот што го доби на парламентарните избори власта и го отвори наративот, сега зборувам политички, на опозицијата дека владата нема легитимитет од народот. Добро, ги можда малку го тргна оној облак од една тензија што постоеше особено во албанскиот блок. Сега нема политичка магла. Така. Значи работите се многу почисти, покристални, како што кажа Ити Младен, значи во албанскиот политички табор и во 2026 година верувам дека ќе зборуваме и во текот на емисијата ќе се значи наместо да се соочуваме со проблемите, со институционалните слабости, граѓаните бараат делување, значи конкретни работи и не бараат веќе спектакли. Ефтимов, доаѓате од иницијативата која следен. И не случајно сте денеска тука зашто сакаме да ја одбележиме оваа година и низ призма на вас и вашите активности. Навистина се виде една енергија која што можеби некој ќе рече не е доволна, некој ќе рече супер е, одлична. Што вие мислите? Па, ќе се согласам со претходните соговорници дека годината ја обележа трагедијата во Кочани, односно не е трагедија, туку логична последица на нефункционалниот систем и институции кои што ги имаме сите овие години. И верувам дека за голем дел од нашата држава, особено за мојата генерација, тоа што е 11 септември во Америка е 16 март за нас, бидејќи после тој ковен настан, мислам дека многу јасно се исцртаа линиите и јасно свативме и видовме каде се проблемите, на многу брутален начин, на многу трагичен начин видовме дека каде се проблемите и колку ние да сакаме да живееме нормален живот, тие нема да ни го дозволат тоа. Така што не можеме да избегаме од нив и тие се насекаде околу нас. Ние живееме на среќа, не живееме во некоја организирана средина. Така што тоа ја одбележа годината, а сите активности беа логична последица на тој настан. Мислам дека веќе, особено нашите генерации, гледаат дека системот постојано се рециклира истиот исход од истите луѓе, од истите субјекти, со истите принципи и начини на делување. Така што сите тие изблици на гнев, не само кој е следен, имаше многу позитивни иницијативи кои што ги споменаа соговорниците, Стоп за Дошница, Стоп за Вардариште, Усје, во Љубојно исто така успеа да спречат сеча на шума, се логична и здрава реакција и доказ дека македонското општество се уште е живо и дека постојат одредени општествени групи и структури кои што се надеваат дека може да се смени нешто, кои што сакаат да останат тука да живеат. Така што по 16 март, веројатно сите ние имаме одговорност не само побудно да ја следиме ситуацијата, туку проактивно да действуваме, да соработуваме и да формираме заедница која што ќе се спротистави на нефункционалноста, но не само се спротистави, туку и ќе понуди алтернатива и нови решенија, поради тоа што немаме друг избор. Инаку постојано ќе се рециклира истиот исход, дали се сообраќајки, дали се сечи на шуми, дали се пожари во модуларни болници или во дискотеки, постојано ќе се случува истото, ако продолжиме да глумиме нормалност и ги занемаруваме начинот на функционирање. Да, рековте после 16 март, навистина ништо не треба да биде исто и верувам дека во одредени сегменти веројатно и не е. Меѓутоа, како го цените одговорот на општеството кон тоа што се случи на институциите, на властите, на опозицијата, на факторите кои што носат одлуки? Гледате ли промена барем во наративот или во однесувањето?
Јас ќе се надоврзам на Борија на ова прашање. Мислам дека промена кај на наративот има во граѓанскиот сектор, односно кај граѓаните, во народот, а не толку во институциите. Слушавме многу ветувања, но се уште мислам, се уште не ги осеќаме, не го осеќаме финалниот производ, дека нешто од тие ветувања е остварено, можеби е Добре, уште се рано, но забрза, мислам може дека би Safe City, може би, да речеме. се забрза, Да речеме, да речеме Safe City се забрза затоа што имаше доста процеси, тоа требаше да се случи многу понатаму. Значи, работата е што кај нас, да речеме, јас сметам дека уште сето тоа е декларативно, затоа викам уште рано е да процениме, но уште сметам дека сето она што беше кажано е декларативно. Safe City требаше да се случи порано, но работата е ние оставаме повторно да ни се случат работи, за да осетиме црнило, за да осетиме болка, за да осетиме за жал млади умрени животи, за потоа да има нека реакција. Мислам дека тоа е многу една болка која што се повторува од генерација до генерација и тој генерацијски код некој мора да му стави крај, затоа од друга страна ме радува што има млади излага на улиците и викаат мене ми е доста од тоа. Доста ми е од вашата реторика црна, доста ми е од вашиот ветување, од вашите заложби лажни, од вашиот цинизам кој што до сега низ годините се провејува, особено кај донесувачите на одлуки на политичарите. Така да тоа е малце, знаеш, сега уште на прашањето да одговорам, уште е рано да одговориме на тоа, но уште мислам дека е само декларативна заложба. И Сени, што мислите Па се вие? тоа што го зборуваме, асоциација на корупција, значи што не преовладуваше сите овие 30 години како држава. И мислам дека корупцијата не се победува со пресконференции, туку со долгорочна институционална работа. Имаме некои мали работи што се почнати како што го спомнавме и Safe City, но мислам дека и повеќе треба да го да работиме на тоа, да го променеме и мајндсетот на граѓаните. Еве, почнувам јас од себе младен. Сегаш, кога сакам да завршам некоја работа вон правилата, се гордеам заради човекот натре што го имам во загради. И тој човек од натре го гуши системот. Значи, јас не треба да го гледам човекот натре во институциите како моје решение, јас треба да го гледам како проблем тој. И сите овие трагедии што не се случува во минатото, вината е кај тој човек натре. Сега, карикирам тој човек, Да, туку во овој случај имаше фигуративно кажано, значи тоа не е најголемиот проблем на нас. Но сето овие работи и вина имат и институциите што понекогаш не беа доследни да им служат на граѓаните така како што значи со европски стандарди да речеме. Ме сваќате. И постои граѓаните првата помисла име човекот натре кој што ќе им ги решава работите. Значи јас кога ќе одам да се сликам за пасош, ќе морам да научам да чекам ред. Ако сакаме ред во оваа држава, ќе треба да чекаш ред. А не значи да не чекаш ред, па после да се создаде хаос и решението буквално да го нема. Дали имаш врска? Да. Тоа е најголемиот проблем и мислам дека политичката елита полека како да го сваќа сериозно и Safe City е еден од тие што например јас до сега и покај тоа што сега само имаме опомени, имам 3-4 опомени што ми стигнат на мобилен телефон, но не имам можност да човекот натре да се јавува. Значи имаш и опции да плаќаш онлайн и се. И ова е добра работа и да имаме институционална култура. Да. Евтимов, каков беше одговорот еве на да речеме на целокупниот политички живот? Сега не би ги одвел властите од опозицијата, бидејќи сите се некако во ист кош кај нас веќе 30 години и не сме можеле до сега да видиме разлика. Вие и директно се соочивте со тоа, бидејќи бевте први, да речеме, на улиците и веројатно во одредени сегменти почувствувавте како да сакаат некогаш и да ве жигосаат. За мене беше крајно разочарувачка, катастрофална беше таа реакција.
се појави некоја паника кај властите уште при првите протести во февруари, а потоа и особено после 16 март, се појави некоја паника дека сето ова е завера против нив. И тоа за мене кажува како тие ја перцепираат државата. Државата тоа сум јас. Они самите се чувствуваат нападнати, бидејќи самите они сметаат дека ним им припаѓа овој мандат. Ним им припаѓа овие 4 до 8 години кога они треба да функционираат. И веројатно затоа беше тој страф од некакви си српски сценарија, од некакви си шарени револуции. Меѓутоа тоа беше момент на паника, кај што они тотално непотребно не вклучија целата своја машинерија за да се пресметуваат со група на млади луѓе, а понатаму уште потрагично да се пресметуваат и со родители на деца кои што загинаа во пожарите, заради тоа што се чувствуваа загрозени. На еден од првите настапи на едно прашање дали протестите се против владата, одговорот беше протестите не се против владата, се додека владата не е против барањата, кои што ги искажуваат тие протести. За жал, освен Safe City, кој што е техничко решение и е за пофалба и треба да се даде подршка, меѓутоа сите останати барања за реформи во правосудството, за помош на семејствата од Кочани, за унапредување на стандардите за безбедност, за дигитализација која што директно ја спречува корупцијата во однос на инспекторатите. Владата воопшто, ќе кажам владата бидејќи опозицијата во моментов е на едно такво ниво кое што дури не знам дали некој ја перцепира како релевантен политички субјект во Македонија. Така што они воопшто не влегува во материјална дискусија за како може да се промени системот. Излезе премиерот, кажа дека ќе го менува системот, како тој да го перцепира тој систем, зашто тоа е самиот дел од него, што е системот, врските, односите, правилата, нормите, луѓето, институциите кои што ја водат оваа држава. Тој ќе го менува системот, за на крај ние не видовме реален одзив за реформи во државата. Видовме обид, дигнат гард и обид за пресметување со замислени политички непријатели. Замислени бидејќи никој не протестираше директно против нив, туку се протестираше за барање. Владата, за жал, тоа не го свати тој момент. Имаше одлична прилика во првата, мислам одлична. Имаше трагедија, меѓутоа владата имаше можност да покаже дека е различно од се ова што сме го имале овие 35 години. За жал тоа не го видовме и самите реакции, самиот наратив кој што се градеше во текот на целата година не ми влева доверба дека реално ќе видиме желба за промени. Дека реално ќе се работи на нешто да се промени, туку да се задржи. Впрочем, кампањата за локалните избори беше твојот човек. Као фројдовска некоја момент дека ти имаш човек, преку нас ти имаш човек во институциите кој што ќе ти заврши работа. Тоа не ми се допаѓа и се надевам дека спротивноста, граѓанскиот револт кој што постои во многу различни сегменти од општеството, ќе ја натера власта да се промени и да действува во интерес на граѓаните, а ако не сака да се промени, тогаш логичниот резултат е и промена на тие што не сака да се промени. Покажавме ли како луѓе емпатија, доволна емпатија? Еве на страна да ги тргнеме сега министрите и владата. Јас на моменти не почувствував дека овој народ сочувствува со кочанчани. Мислам дека не е така црно-бело, затоа што она што бројката на протестирачи, на демонстранти, на луѓе што покажуваат некаков револт, покажуваат воедно емпатија на улицата, причинско-последично зависеше од сето она што го збореше Боријан. И така да мораме да гледаме и така на тоа. Не може дека некој се обиде да го угуши револтот што постои. Значи, апсолутно се обиде да го угуши. Имаше тука млади луѓе кои што имаше некои, ајде да речеме, малце поискусни, кои што го осетиле тоа и во минатото и знаат како функционира дефокус, знаат како функционира дека секоја власт има нели блиски до себе медиуми кои што тоа си го прават и они не ни кријат за да го тоа, но како граѓаните на улица како реагираат е многу важно. И мислам дека и меѓу нив многу научија во целиот овој процес. За жал на потешкиот начин, со дефокусирање, со жигосување, со угушување на ова
со буквално дури оцрнување, со заокружување, со претходно исто што сме низ историјата што чувствувале граѓаните по улиците, и мислам дека тоа мора причинско последично да гледаме на тоа. Од друга страна се појави иницијативи, да не го забораваме иницијативата укочани на млади луѓе, кои што и ден денес функционира, и ден денес собира средства за генаите, буквално дечките собраа повеќе средства колку што самата влада собра вкупно за генатите и за нивните семејства и за болните, односно за тие што тек ќе се лечат и тек ќе се лечат нивните рани. Значи, да не заборавиме кој е следен што се случуваше по улиците, да не се заборавиме дека родителите на загинатите се уште, како се вика, протестираат. Но, од друга страна, да не забораваме дека бројката... Не, но како да се осамени, тоа сакам да го кажам. Осаменоста на родителите е бас поради тоа. Затоа не можам да го исклучам едното од другото. Затоа што во таа бројка што растеше во тоа време, растеше бројот на улиците, се намали баш ради тоа, ајде да речеме, пропаганда некаква, што се случи, што не е ни прв пат, и таа ќе се случува, и таа, но многу е видно колку граѓаните самите научија од тоа и што ќе земат и што ќе одземат и колку ќе носат напред со тоа и колку ќе станат посилни, особено младите луѓе кои што влегува во целото тоа време да бараат системски промени, да бараат подобри институции, да бараат да се борат против корупција, да се бараат против мојот човек таму негде што ќе ми заврши за документ, за било што, и зашто оваа држава многу е тешко кога немаш таму некаде. Оставен си сам на себе, оставен си буквално луѓе завршуваат некој на улица без основни права, без бенефиции, без и така натаму, баш ради тој проблем. И тоа мора да се смени. Да, и сега имавме и други трагедии, да не ги забораваме минативе години. И тогаш не ја видов доволната емпатија. За разлика од другите трагедии, јас не се сеќавам дека имаше толку протести и за модуларната болница, и за Беса Транс, и за трагедијата нешто што се случи, Ласкарци и така натаму. Тука имаше протести. Повеќе од 15 или 20 протести до сега, значи граѓаните, обични граѓани има емпатија, како кажав и почетокот, тоа беше колективен шок за сите, што ќе го памтиме цел живот. Мислам, значи имаше трогателни слики и раскажувањата на родителите. Граѓаните се сочувствуваа, значи имаше граѓани што излегува на протести што не им беа родини на тие загинати. Без разлика дали се одржа во Скопје или во Кочани, имаше и средни, значи премиерот со семејствата на загиналите. Јас сакам да верувам дека ова политичка елита ја научи лекцијата. Тоа ние не кажуваме и спомнавме и сите соговорници дека тоа не е вина на оние што сега се на власт, значи е вина на институционалните слабости веќе со години назад што се дозволувале од сите власти. До сега и резултатите ни се овие трагедии. А како прв чекор, колку толку да се сузбие значи овој менталитет и овие случаеви незгодни, треба да се дигитализира целиот јавен систем, значи јавните служби, но тоа е, како да кажам, не тежок процес, но мора да се почне. Значи веќе некои институции се почнати, но ќе треба, значи, и во секторот на Министерството за внатрешни и сето тоа треба да биде јавно, за да немаме, како да кажам, за да немаме прилика во иднината и да не бидеме сведоци да зборуваме за некој, не дај Боже, друг вид трагедија, а повторно проблемот да биде на ветер. Да. Евтимов, како да не дозволиме трагедиите да не се претворат во статистики? Во тоа време умреле 50, во ова време умреле 60, во малку претходното уште 30. Како тоа да не биде статистика, туку
да биде реална грижа за промена на делувањето? За да може да сочувствуваме и да се грижиме едни за други, мора да изградиме заедница. Во Македонија, за жал, чувството на заедништво и на емпатија е намалено. И тоа не мислам дека е случајно. Мислам дека континуирано нас не се случува да се одзема јавниот простор, да се одзема местото каде што може ние да функционираме заедно, да се запознаваме, да разговараме, да се дружиме и да функционираме као заедница, да формираме групи кои што ќе сочувствуваат едни со други. Типичен пример ќе го земам МКЦ, кое што е уништено. Ја искрено верувам дека тоа системски уништено, се со цел да не може да се генерира некоја прогресивна мисла, да се генерира заедница која што ќе се чувствува и ќе се бори едни за други. Така што мора да изнајдеме простори, мора да изнајдеме места и мора да изнајдеме начин за да изградиме заедница. Бидејќи ние ја споделуваме реалноста, меѓутоа не си помагаме. Кој ни брани, кој ви брани да се го кажувам дека со МКЦ да речеме не знам дали е до крај илустративно, бидејќи промена на директор не би требало да значи тоа. Не, денешното општество самото по себе формира индивидуалци, а го напушта колективот. Во трка сме по брз успех, брзи пари, кариерен напредок и така натаму, меѓутоа не смееме да заборавиме дека суштината на секој човек е да живее во групи и заедници. Така што ние гледам дека кај доста млади луѓе се враќа тоа, се формираат колективи, се формираат групи. Имаат колективна свест, значи. Да, се гради некоја колективна свест, меѓутоа мораме постојано да го потенцираме тоа и да работиме на тоа. Не смееме да се изолираме, бидејќи изолирани нема да можеме да си помогнеме едни на други и на крајот ќе останеме сами во овој систем кој што дефинитивно убива и дефинитивно има интерес да продолжиме да функционираме како индивидуалци, а не како заедница. Така што одговорност на секој од нас, ние тука, тие што не гледаат, тие што не гледаат, да почнеме да функционираме како заедница, да пробаме да разбереме маката на другиот и да најдеме начин да функционираме, бидејќи во моментов чувствувам дека тоа е на многу ниско ниво. Велите треба да како заедница, да работиме заеднички за да направиме една критична маса која што ќе влијае на промена на системот. Тоа сме огледале многу пати и во минатото и после некое време секогаш се почнува од почеток затоа што стануваме разочарани од односот на властите. Впрочем, шарената револуција е еден пример за тоа. Како оваа поука да ја научиме? И дали само политичарите треба да ја научат или ние кои што ја даваме власта на политичари? Апсолутно сите треба да ја сватат таа поука и треба нешто да остане меѓу граѓаните. Тоа што кажа, значи поголемото заедничарење носи поголеми поуки во иднина. Значи огнот, ако сите го сваќаме и сите аманетот го сваќаме или било како кажете го, она што треба како генерацијски код да се пренесе, ја мислам дека се пренесува, учиме. Значи, може би системските промени се многу мали, ама еволутивното, едукацијските промени мора. Сега ние, знаеш, боли што динамиката на промените е спора. И тука ние спориме и дискутираме секогаш, дискутираме чекај и се нервираме, кого ќе помене. Едноставно некои работи мора да се случат и на поболниот начин, за жал, за да се научат и на долг рок, за да се пренесе нешто. А оно што Боријан го кажа, значи јас се движам него доста млади луѓе. Работам и више 10 години скоро у младински медиум. Осеќам дека се сформираат многу нови младински заедници кои што траорот на минатото го немаат кај себе. И некои викаат, абе не знаат. Ја викам, боле да не знаат. Подобро да не знаат, за нивно добро подобро да немаат, зашто имаат стартната позиција им е многу почиста, без цинизам, без разочарување, почнуваат од таму. И формира, сега работата е вечното прашање за 1000 милион, 200 милиони долари, како тоа да се пренесе, нели? Се пренесува, младен. Ја мислам дека доволно има моментално млади заедници во Македонија кои што тоа го прават. Има кај нас младински заедници кои што и места сами со себе се функционираат, како низ градов, да речеме Буква, Лакања и така натаму. Они организираат самите, самоорганизирано повеќе културни настани отколку една културна институција од државата.
Што ти кажува тоа? Мене ми кажува таму дека има млади самоорганизирани кои што се во институционално функционираат, дека можат, имат капацитет, знаење, интелект без наша у наводници и институционална помош да направат нешто. Да, Така има ли уште доволно млади, доволно силна критична маса? Има, јас верувам дека има. Јас секојдневно се движам, секојдневно се движам меѓу млади и она што ми е интересно што млади во одредени групи си помагаат меѓу себе и се формира некоја солидарност. Особено тоа произлезе пост пандемијата, затоа што оние што ги викаме пандемиски млади живееа дома, ама стана од друга страна многу креативни. И многу извади тоа на површина од нив многу работи што за нас, за никој воедно не беше познати. И мислам дека тоа почнаа да го користат на креативни начини, не само на креативни. И револтот го извадија на површина и од тоа произлегоа да речеме акции, иницијативи, концерти, само здружување и така натаму. Сега колку тоа ќе остане во иднина, ја мислам дека доста ќе остане од сето ова, затоа што тие млади не се исфлекани со многу работи што ние ги имаме сетено. И затоа мислам дека ќе остане. Одиме на куса пауза за реклами и се враќаме во студиото. Повторно во студиото на Директно со Шашевски Сени Ефтимов разговараме за перспективите на општеството, но и на младите. И Сени, што направивме ние за младите за да ги задржиме овде? Еве вели Шашевски, има ќелии кои што функционираат, кои што можат да работат, има некоја енергија. Меѓутоа, еве ќе го посочам и примерот на девојката од Словенија, македонка, која што докторираше таму, доби државјанство дента кога докторираше. Практично, така државата се грижи за она што знае дека е добар и квалитетен кадар. Па жалосно е што има ше повеќе и повеќе млади луѓе што студираат, значи кај нашиве универзитети. Например, кога јас сум студирал во универзитетот Свети Кирил и Методи на правниот факултет, кога излегувавме на пауза немаше ниту една скала празна, значи кај да седеш од студентите. Денес како одиш е штама во факултетот, значи нема студенти, сите сакаат да студираат надвор и причините ше баш тие што ги изборувавме, значи во текот на емисијата. Добро е што многу млади луѓе сега, значи имат критична маса и за општеството е но и за политичките елити е добро да има критична маса, бидејќи тоа те подробува. И се повеќе и повеќе млади луѓе, значи не чувствуваат, како да кажам, не се плашаат од системот и јавно ги кажуваат своите мислења, се до тоа им можуваат сега во ова модерно време и од социјалните мрежи и така натаму. Но е жалосно, бидејќи сме били сведоци низ годиниве дека за жал значи треба да се напомене дека Македонија е мултиетничко општество и судбина ние да живееме како заедница што рече Боја. Но за жал има уште плоден терен на емпатија и на национализам. И политичките актери треба да работат многу, и многу зависи од нив, бидејќи за некој од нив многу им битно, значи наративот на национализам и емпатија, бидејќи така се држат во политички живот, но тоа е лошо за општеството, бидејќи да се храни општеството со такви небитни и безскрупулозни работи, најмногу пати обичниот гајање. Значи, се гледа дека граѓаните се жедни за правда, значи, жедни да гледаат промени на терен. Значи, веќе не сакаат спектакли по телевизија, сакаат промената да ја чувствуваат на терен. Еве за случајот пред месец и пол, значи кога стана цела влада, значи да го исчисти градот, бидејќи јас мислам дека тоа беше непотребно.
Бејќи јас кога станав са Бајде, ја чувствував промената на терен, гледајќи го градот чист. Не требаше да има толку спектакл во телевизија, значи и премиерот, и градоначалникот, и другите градоначалници низ другите градови издегува на терен да го чистиме градот. Па тоа е обврска. Не велам дека не е лоша работа да се прави спектакли. Јас понекогаш на шала велам како да имаше саем на камиони таа вечер. Значи се собра многу камиони да го исчистат градот, сепак беше, значи, ама јас како обичен граѓанин го чувствував тоа веднаш са Бајдето кога ојдов на работа, значи кога зборуваме за ѓубето што беше пред локалните избори во Скопје пред ме сваќаш, и граѓаните сакат да ги чувствуваат промените. Не сакат веќе на пропаганда на пресконференции. Сакат да ги чувствуваат и приметуваат. Може ли различните етницитети да се обединат околу таа една идеја за која што еве денеска зборуваме, дека ни треба систем, ни треба чист град, ни треба чист воздух, ни треба функционирање на здравство, на образование, на она што е основно. Евтимов, еве како вие тоа го чувствувате, еве и во вашата иницијатива? Не дали е можно, тоа е неопходно да се обединат, бидејќи ние споделуваме иста реалност, само сме се родиле може географско различно подруčје. Различни средини, да. Да, иначе ние сме истите луѓе со истите проблеми, кои што го дишат истиот воздух, истото ѓубре, одат во истите болници, исти училишта. Поделбата најмногу им оди во прилог на оние кои што сакаат да владеат, оние кои што се deal oriented, чии што бизнис мора да тече. За да тече бизнисот, мора народот да се занимава со некои абстрактни прашања, кој ќе ни ја земел државата, како ќе ни ја земеле државата, кој со кого се сакал или се мразел. Мислам, тоа е сулудо да дискутираме на такви теми кога сите ние заедно го дишаме истиот воздух. Дали јас или човекот во Чаир или во Тетово или во Битола, секаде е загадено. Секаде го дишаме истиот воздух, така што неопходно е ние да действуваме заедно. И мислам дека обичните граѓани живеат заедно, тие соработуваат на улиците, меѓутоа поделбата се креира од оние кои што имаат потреба да владеат, а може да владеат само доколку ние сме поделени. Доколку и тие во Скопје, и тие во Тетово, и тие во Битола се обединат и излезат на улица, барајќи да се почитуваат одредени стандарди, самиот театар кој што ни го креираат, оние кои што сакаат да ги креираат поделбите, а тоа се партиите и нивниот бизнис, ќе пропадне и едноставно нема може функционираат на тој начин. Така што ние, особено кога млади, ама меѓутоа и сите генерации мора да разбереме дека не е непријателот албанецот или турчинот или ромот или македонецот, туку непријателот е оној кој што ја злоупотребува државата за личниот бенефит. Го спомнавме неколку пати, ни помина загадувањето, па и оние пожари што летото се случуваа по депонии, кои што очигледно како да беа дел од некаков наратив кој што требаше да довнесе паника во граѓанството. Меѓутоа, еве, ми се повторува секоја година загадувањето, опозицијата кога е на власт вели ќе го решиме кај да е ваквото, кога ќе биде сега таа што била власт, сега е опозиција, вели вие направивте најголемо загадување. Тоа е како што било секоја година, така и ова очигледно. Велат колку покорумпирана држава, толку поголемо загадување. Тоа е некоја корелација има во односите, кога ќе ги видите државите каде што тоа се случува, всушност очигледно дека одговорот е точен. Кој е тука најмногу крив? Зошто немаме инспекција? Не знам од каде да почнам да го поставам прашањето, бидејќи тука има многу аспекти. Не, да тргнеме од тоа што ни се случува првен генерално. Значи генерално факти се дека во Македонија има многу загаден воздух, многу загадени не се почитуваат многу стандарди, има слаб инспекцијски систем, но еве да речеме, од една страна ни е таа страна, од една страна имаме 3-4 луѓе годишно умираат од загадениот воздух, што е факт кој што мора да го сватиме сериозно. Не знам што посериозно треба да сватиме од тоа. Значи мора државата како прва да го стави меѓу горните приоритети и
со тоа да почне Министерството. Да Министерството за животна средина, нека се среди кој што треба. Нека не биде дел ориентат тоа Министерство, со години гледаме дека е дел ориентат. И таму, тоа Министерство не функционира едноставно. Односно, има луѓе кои што у позадина пробуваат да буткаат, но од донесувачите, главните донесувачи, од политичарите, поради нивниот дел ориентат mindset, кој што рече Боријан, не се менуваат работи. Ајде да се сменат работите во Државниот инспекторат за животна средина, да се стават повеќе инспектори. На инспекторите да им се купи опрема, да им се купи возила. Во Скопје, кој истражува пред некоја година, Владен, имаше скопскиот инспекторски систем во Скопје, неколку возила од кои една-два возна состојба. И сега имаш ситуација. Гори некоја депонија, не знам, од другиот делот во градот. Вие сте, не знам, ајде у аеродрома, од другата страна на кај Ѓорче гори. И сега, инспектор јас викам за таму да види што се случува, инспекторот нема каде да стигне. Инспекторот мора да се качи у автобус, да вози врз јавен превоз кој што е несреден во моменталнот, кој што во голем дел е нередовен и нефункционален, за да стигне, за да види таму што се случува, и самиот инспектор нема можност, мора да има со себе полицаец главно, затоа што нема ингеренции сам да проверува лична карта, не може да идентификува лице без тоа, нема опрема која може да земе, нема акредитирана лабораторија, државата нема акредитирана лабораторија за да може за воздух. Значи 2025 година збориме, државата има акредитирана лабораторија само за односно може методи има акредитирано само за бучава и за вода, но нема за воздух. Значи инспекторите на терен кога одат не можат, мора да викнат приватна лабораторија за да дојде, а приватната лабораторија се ако им ги побарате таму нивните резултати, ќе викат тоа е на клиентите. Ние не можеме да ги даеме резултатите, ние им ги баравме со барање за пристап до информации. Сите со врзани раце, со врзани, значи мора како прво елементарно да се среди инспекторскиот систем. Инспекторскиот систем е еден столб кој што го држи Министерството. Ако вие сакате имате промени на долг рок, мора да првен да го решите инспекторскиот систем и она што викаме ние, дали треба морковот или стапот, ние мораме да почнеме со стапот за да дојдеме до морковот. Ние не можеме да се мериме со други држави, не сме стигнале оној што го реков еволутивно едукацијски пат за да одиме до таму. Значи мораме да го следиме инспекторскиот систем, па после да размислуваме на и инспекторите со врзани раце, институциите кои ќе бидат транспарентни, не дел ориентат и кога сватат загадувањето дека е акутна состојба која што мора да се решава. Ова што велиме Safe City сега ќе ни биде инспекторот во сообраќајот, ни треба таков тип на мора да се поголем буџет за животна средина. Значи мора дигитализацијата за која што зборуваме, која што велиме дека мора да преземе дел од работата на чиновниците, за да немаме одлучување по слободна волја, туку по закон. Апсолутно, ако се реши инспекторскиот систем, така ќе после ќе се сврти топката и во судскиот систем, ќе мора и малце судиите да поеколошки да гледаат, да взимаат примери од други земји, од не знам, од кај што се решаваат еколошки случаи, за да може да се мрда цел. Не сме ние дојдени уште до судовите, за жал. Да. И сени, последниот дел од емисијата да го посветам на она што ни доаѓа, малку до сега ги можеби детектиравме проблеми и дадовме одредени решенија, меѓутоа колку Европската унија е решение за нашите проблеми или може да биде? Бидејќи некогаш политичарите велат ние ќе ја донесеме Европската унија дома, бидејќи не можеме да ги направиме уставните измени. Па бугарскиот проблем што го имаме, значи на најгруб можен начин не потсети дека живееме во еден дел од светот каде што се побитни работиве што се случувале пред 2 или 3 века, наместо да бидат побитни работиве што ќе се случуваат во наредните деценија. Значи тука зборуваме за евроинтеграцијскиот пат, каде што мислам дека ќе биде решение за овие проблеми што ги зборувавме во емисијата, бејќи сите зборуваме за европски реформи, реформски агенти, но се тоа е асоцираат на Европската унија. Сега, јас мислам дека ината година, за разлика од ова што го оставиме, ќе имаме нови случувања
во овој аспект е како прво тука се надоволжувам и на последнава изјава што го даде сега бившата американска амбасадорка дека владата непрекинато работи задкулисно за да го деблокира овој процес што не е по наша вина. Но сега ќе биде проблем бејќи во Софија, односно во Бугарија, колку што знам, нема влада. И тоа ќе биде, ќе ги отежнува разговорите. Но и да има, што мислам дека ќе има и од меѓународната заедница притисок во идната година, тоа би можело да предизвикаат и нови парламентарни избори, бидејќи како што знаеме, премиерот Мицкоски дојде на власт со наративот дека нема да Македонија нема да попушти пред бугарскиот диктат. Но тој никогаш не вика дека не сака да го реши проблемот, не по бугарски диктат. Значи, можно е да смисли некој македонски диктат, што ќе го деблокира процесот, но затоа ќе бара нов мандат. И мислам дека ако имаме силен притисок од јавноста, парламентарните пред 2 години ќе бидат веќе сигурни. Очекувате во првата половина од годината да се случува? Половината, значи месец јуни август, во тој период. Јули обично не е добар месец за избори. И август. Јуни или јуни или септември, нешто. Во тоа смисла. Евтимов, ги споменавме изборите, меѓутоа во контекст на она што би значило приближување кон Европската унија. Како гледате на тие процеси? Знам дека обично бегате од политички оценки или стриктно политички оценки, меѓутоа мислите ли дека е потребно да се почнат тие преговори? Не бегам, несомнено дека е потребно. Ја мислам дека во Македонија има одредена политичка бизнес структура која што нема интерес да се почнат преговорите и има интерес да не задржи во оваа статус кво ситуација, каде што ние се бориме сега со целиот свет, со бугарите, пред со грците, 2030, ако не влезе со албанците, веројатно ќе се бориме, а бизнисот ќе си тече as usual. Така што бизнисот веројатно може да тече и ако имаме преговори со бизнисот кој што не почитува одредени стандарди и норми кои што мора да се имплементираат. Зборам за тој бизнис, не мислам за реалниот бизнис кој што има проблем, бидејќи не може да настапува на европски пазар. Така што дефинитивно е потребно ние као држава да дефинираме некоја стратегија. Сега ја тука се плашам дека ние имаме тројански коњи, не еден, веројатно многу кои што цело време се борат за заштита на македонските интереси, а верувам дека вистински се борат за заштита на личните интереси и личната благосостојба која што ја уживаат, особено политичките елити, а се разбира и одредени бизнис структури. Така што мислам дека ние као граѓани не смееме да западнеме во таа замка на кафански национализам и да влеземе сега во заштита на македонскиот идентитет, затворајќи се во една соба самите со себе, туку доколку сакаме вистински да ја живееме го целата идеја, ние треба вистински да влеземе во еден светот као поле за културен надпревар со народите, треба ние граѓаните да бараме нашите институции и власта, и опозицијата и целата политичка елита да влезе во еден процес каде што ќе започне, ќе се дефинира одредена стратегија, така биде реална стратегија и широк процес со консултации, ние самите да вршиме притисок да се отпочнат тие преговори, бидејќи низ процесот на преговорите ќе се спроведуваат и реформите. Да не се лажеме дека тие што 35 години без ЕУ не ги спроведаа реформите, сега им текна и ќе ги спроведат и ќе ја донесат ЕУ дома. Не, Македонија мора и е дел од европското семејство и како таква мора да земе одлучни чекори, да се реформира внатрешно, да се преиспитаме каде сакаме да одиме, како сакаме да одиме и да изгубиме таа несигурност дека ние сме загрозени од сите. Не, ако ние имаме самодоверба дека тие што не застапуваат, дека целата политичка елита стоиме позади еден план кој што треба да се спроведе,
тоа може да се случи. А ако бегаме у кафански национализам, тоа ќе останеме на крајот заглавени во оваа позиција кај што сме и сега. Ви посакувам успешна следна нова година, поуспешна од оваа во секој случај и да се видиме повторно во одреден период за да видиме дали нешто од ова што вечерва го зборувавме И дај Боже едната година да не резултат. зборуваме за трагедии, туку за убави работи. Така е. Ви благодарам уште еднаш што се озвавте на мојата покана да бидете гости во Директно. Почитувани гледачи, тука е крајот на емисијата. За кратко следуваат вестите. Пријатно.